Во Струшкиот основен суд имаше уште едно рочиште за случајот со родилката од Дебар Јилдис Веаповска, на која при царски рез пред 4 години во Струшката болница и беа отстранети матка Јајники Бубрек. Значи, после 4 години во овие судски врати прв пат се осеќам дека правда ќе има. Судијата го прифати супервештачењето, благодарение на судска медицина и на супервештаците, ова правда ќе ја добијам. Судот го одби барањето на одбраната да се поништи правичното супервештачење. На предпоследното рочиште пред 2 месеци одбраната побара судијата да донесе решение Медицинскиот факултет во Скопје да одговори зошто били избрани надворешни членови при носењето на одлуката. Одбраната на Веаповска има надеж за правда и очекува од супервештачењето да произлезе истата. Очекувам резултат ова, сите приговори да бидат одбиени, сите предлози да бидат одбиени. Ако одбраната ќе почне да поставува реторички прашања, зошто тоа не е така направено и зошто ова не е така направено, влегуваме во фазата на безидејност на одбраната и она што јас веќе подолго време го очекувам, сега почнуваме со вистинското судење, изведување на доказите, распитот на вештите лица, потврдување на нивното знаење, умење и сето она што го напишале во супервештачењето и како што кажав пред многу време, пресуда, осудителна. Обвинителката во случајот со Веаповска Ермира Муса Нура потенцира дека одбраната цело време се фокусира околу супервештачењето и истото е направено според пропис од кривичниот законник. Приговорат, барат, предлага да се прибават други докази, но судот, како ви слушнавте и вие, дека го одби приговорот, ги одби предлозите, бидејќи супервештачењето е доставено на установа онака како што предвидува Законот за кривична постапка. Постапката се води против гинекологот Мухамед Асани, неговиот син доктор Блертон Асани и доктор Лилјана Јовановска. Судијата Јордан Јованов смета дека се почитувани процедурите, суштината на вештачењето ќе биде образложено на наредното рочиште. Ние сега ќе ги сослушаме вештите лица, понатаму останува одбраната, односно да си го дадат своето произнесување и тука веќе повторно ќе дојдеме до разрешница на случајот. Барањето за супервештачење до Медицинскиот факултет во Скопје судот го испратил по рочиштето одржано на 23 април минатата година, зашто чекаше одговор скоро 10 месеци. Судењето почна пред 3 години и се променија тројца судии. Наредно соочување пред суд е закажано за 15 мај, на кое ќе сведочат вештаците. Делото пак застарува во 2026 година.